Добро, во однос на ова нова дигитализација на услугите на нашето општество, општина Струмица е подготвена да ги заврши своите обврски, односно да направи се за да може овој систем да се презентира адекватно и да се користи во иднина од нашите сограѓани. Сметаме дека новото време наметнува таква една потреба, бидејќи со тоа се штеди времето на граѓаните, се штедат тие непотребни оптеретувања на разни шалтери, се презентира општината како една точка која што и граѓаните ја доживуваат како прва точка или прв контакт помеѓу граѓанството и институциите. Општината е таа која што е прва на удар, тука најпрво се бараат тие такви услуги и тука околу таа работа немавме дилеми дека тоа треба да се прифати и дека треба да се развива. Еве, како што спомна и министерот, околу 128 услуги електронски се понудени на граѓаните да можат да ги користат со одредена апликација и мислам дека тоа се повеќе и повеќе ќе зима замав. И што тоа значи практично за граѓаните, вака едноставно кажано, разни услуги од областа на урбанизмот, издавање на одобрења за градење, доградба, надградба од прва категорија, вадење на одредени изводи од матичните книги на родените, на починатите, разни дозволи за увоз, извоз, цем дозволи и така натаму, значи една широка палета на услуги кои што ќе можат да ги аплицираат граѓаните преку таа апликација. Мислам дека ќе значи едно големо олеснување и растеретување на администрацијата, но секако главниот бенефит треба да го добијат граѓаните. Струмица е подготвена, ние веќе обучивме, едуциравме наши представници од оделението за услуги на граѓаните и местната самоуправа. Тука има двајца обучени наши работници кои што секојдневно ќе бидат на услуга на граѓаните околу оние првични потреби за апликација, регистрирање и информации од секаков тип во врска со овие олеснувања кои што општеството ги нуди и кои што еве благодарење на Министерството за информатичко општество се промовираат и се креираат. Денеска сме во Струмица, на уште една од серијата на јавни трибини за запознавање и на граѓаните, но и на институциите за можностите за дигитализација на јавниот сектор. Во овој дел особено ни е важно да како граѓаните што ги запознаваме со тоа како може да ги користат услугите од услуги ГовМК, така и самите институции да сватат кои се оние сите хоризонтални системи кои што во моментов ги поседуваме и кои што се на располагање без разлика на институциите од централната или локалната власт, за да развиеме што е можно на поголем број на електронски услуги за граѓаните. И тука особено ни е важна соработката со локалната самоуправа и со општините, каде што заедно имаме можност, веќе имаме целосна законска, но и техничка можност од сите аспекти да развиваме нови електронски услуги. Ние веќе работиме на развивање на електронскиот упис на деца во градинка. Следен проект сакаме да биде електронското запишување на децата во училиштата и ред на други услуги и документи кои што им се потребни на граѓаните. Затоа ни е потребна особено и важна соработката со општините. Општина Струмица како една, можам да кажем, од најразвиените и најактивните општини во државата, затоа ни е еден од фокусите и приоритетот. Ќе комуницираме и понатака со општината за да излеземе опресети за некои други потреби за кои што ние како централна власт можеби не сме свесни, а овие системи кои што ги нудиме може да и помогнат не само на општина Струмица, туку и на било која друга општина во државата. Тоа е целта на денешната трибина, значи и граѓаните ги запознаваме, но и самите институции со можностите за она што до сега многу се направи во делот на дигитализацијата, да може што повеќе да се користи. Она што треба да се каже дека ние нудиме во моментов 128 електронски услуги, од кои што 70 беа постоечки претходно, но на разни други места, сега ги имаме на самиот портал на едно место, и 58 се нови. И овој процес продолжува, цело време се појавуваат нови. Оно што можем да го кажеме дека ние имаме околу над 1 милион активни електронски идентитети на граѓаните, што значи дека овие граѓани поседуваат корисничко име и лозинка со кој што може да се најават на
на сајтот и да добијат одредени услуги, но до сега граѓани кои што побарале било каков тип на услуга преку порталот се некаде над 8.000. Што значи дека треба да работиме понатаму на зголемување на употребеноста на самиот портал, но и на сите овие системи. И тоа е всушност и една од главните причини зашто сме и тука и одиме низ државата за да ги запознаеме и граѓаните што можат се да добијат преку порталот и самите институции. И нас фактички главниот предизвик во оваа 2020 година ќе биде токму тоа, како да што повеќе се зголеми искористеноста на услугите. Многу е битно да се каже дека имаме соработка со општините и во општина Струмица е отворена контакт местно за регистрација на граѓаните кои што немаат активен електронски идентитет, како и таму каде што може да добијат малце повеќе информации во однос на услугите кои што ги нудиме преку порталот.